Почитуван председател, почитуван подпредседател за европски прашања и национален ИПА координатор, почитуван амбасадор, почитувани екселенции, драги гости, колешки и колеги, медиуми, граѓани, почитувани колешки од секретаријатот за европски прашања, Христина и Александра, добре дојдовте во собранието, драго ми е што сте тука. Денес од една друга перспектива да продискутираме за извештајот. Имено на самиот почеток ќе ми дозволите да изразам и на благодарност токму до представниците од меѓународната заедница за вашата континуирана поддршка во делот на борбата со COVID-19, која што во континуитет ја давате, но и вашата финансиска поддршка. Гледам овдека во заклучуците ставена, тоа е 9 милиарди евра во рамките на економскиот и инвестицијскиот план за Западен Балкан. Дополнително тука се и формата на грантови кои што во континуитет Европската Унија ги дава, и морам да изразам на задоволство на самиот почеток, ќе се навратам и на извештајот. Во изминатиот период навистина гледаме една многу убава, успешна соработка во делот на проектите кои што се однесуваат на локалната самоуправа, и впрочем ме радува соработка која што продолжува и понатака, и навистина верувам дека ќе има тука и убави одржливи проекти кои што ќе значат подобрување и на реалноста во Македонија, но истовремено и дополнување на европските вредности кои што треба да ги негуваме како земја кандидат за полноправно членство во Европската Унија. Имено денес навистина добивам една понекогаш и позитивно чувство, и се присеќам на секретаријатот за европски прашања, каде што поминав нешто повеќе од 10 години и заедно со колешките секогаш се трудевме да дадеме придонес кога се работеше за извештајот, уште со поголем ентузијазам се го очекувавме пресод на комесарот за проширување, каде што требаше да говори за нашиот напредок како земја, дополнително и за останатите земји кандидатки или аспиранти за полноправно членство. Во секогаш наоѓавме сала во секретаријатот за европски прашања и навистина будно ги следавме случувањата кои што доаѓа и се однесува на нас како земја кандидатка за полноправно членство. И драго ми е што од денеска од една друга перспектива ќе можеме и да продискутираме. Впрочем, секогаш е добро да се погледнат различните компаративни анализи. Подпредседателот тука презентираше анализата на секретаријатот за европски прашања. Секогаш се прави таа анализа, веднаш штом ќе пристигне. Овдека во собранието, во континуитет од 2009, заклучно со изминатата година, парламентарниот институт прави анализи на извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија, и впрочем имаме разликување во однос на оценката, но тоа е во однос на методолошкиот пристап кој што го користат двете институции. Барем така јас тоа го забележав, заради тоа што и ги имам јас исто така квантитативните просекот на преглед на просечните оценки за забележаниот годишен напредок за извештаите на Европската комисија. И повторно потенцирам, тоа е во однос на методолошкиот пристап кој што ги користат двете институции. Секретаријатот за европски прашања има ударен методолошки пристап, парламентарниот институт на собранието има друг пристап, и во нивната квантитативна анализа тоа колешката Жаклина се обида да го испрезентира. Точно е дека се бележи пат во однос на оценката. Имено што велат тие велат дека просечната оценка во 2009 била една меѓу највисоките, а тоа е 2,52, заедно со 2011 2,53. Паѓаме во 2017-2018, се сеќавате за тој период дека беше подолг во однос на извештајот. Вообичаено се едногодишни извештаи, овој пат тоа беше исклучок поради состојбите, и тогаш имавме 1,64, но она што тие забележувате дека 1,52 е овој пат оценката, просечната оценка на извештајот, и затоа имаме оваа спирала која што вела дека се забележува пат, односно во кривата, но да се надеваме дека тоа нема да биде така, заради тоа што сите ние имаме должност да останеме посветени на европската агенда.
Јас во мојот говор покрај тоа што ќе користам компаративната анализа на парламентарниот институт, се разбира ќе го користам и текстот на извештајот и ќе се обидам извештајот да го коментирам низ призмата на критериумите од Копенхаген. Да видиме како критериумите од Копенхаген и да направиме паралела со извештајот и каде сме ние во однос на нашиот напредок, односно сработено или не сработено. И затоа ценам дека секогаш извештајот треба да го разгледуваме внимателно, објективно, заради тоа што не само што прави евалуација на оно што е сработено или не сработено, истиот ни дава еден јасен патоказ во однос на нашиот реформски процес, во однос на нашата европска агенда, каде ние би требало да се подобриме, да забележиме напредок таму каде што е воочено дека нема, или каде би требале нели да се коригираме, а каде би требало да задржиме еден позитивен тренд на подем. Само за подсетување, бидејќи низ таква призма ќе го гледам извештајот, дека критериумите од Копенхаген, од самитот на Копенхаген, кој што беше одржан во јуни 1993 година, се однесуваат на почитување на принципите на слободата, демократијата, човековите права, основните слободи и владење на правото, се однесуваат и на стабилноста на институциите, колку тие се подготвени во однос на гарантирањето на демократијата, човековите права, почитта и заштитата на малцинствата. Истовремено се однесуваат и на функционалната пазарна економија, како и капацитетите да се справуваме со конкуренцискиот притисок, но и со пазарните сили на Унијата и способноста да се превземат обврски за членство во однос на Унијата, политичките, економските и монетарните цели. Методологијата е сменета, она што претходно беше поглавја, сега се веќе групирани во кластери, меѓутоа секогаш е добро нели да ги разгледаме. Што вели извештајот низ призмата на двата Копенхаген критериуми, и тоа почитувањето на принципите на слободата, демократијата, човековите права, основните слободи и владењето на правото, заедно со стабилноста на институциите на државата да гарантираат демократија, човекови права, почит и заштита на малцинствата. Јас тука би ги додала особено во овој дел ги имам издвоено и како тоа се однесува на одредени социјални ранливи категории. Значи, оно што беше поглавје 23, како правосудство и фундаментални права, и 24 права, слобода и безбедност. Повторно рековме, оценката е дискутабилна во зависност од оној методолошки пристап кој што ќе го употребите, согласно анализата на парламентарниот институт, тие даваат овдека 2 и вели вака. Земјата има воспоставено потребни правни и административни структури во областа, но сепак постои ризик од влошување во некои области, вклучувајќи го судството и борбата против корупцијата. Потребни се дополнителни напори за заштита на независноста на судиите, за да се подобри квалитетот на правдата и да се улесни пристапот до правда, и ценам дека овдека навистина треба да се фокусираме во наредниот период. Многу поголем фокус се вели во извештајот треба да се даде на ефикасно спроведување на постојната рамка за фундаментални права, особено во однос на финансирањето, екипирањето, подигнување на свеста и меѓуинституционалната соработка, стратешко планирање, особено на оние кои што се, особено во делот на социјално ранливи категории, но тука не се изставуваат и затворите како категорија и правата на децата. Состојбата со слобода на изразување и понатаму е проблематична и потребни се поголеми напори за подобрување на културата на медиумите. Истовремено треба дополнително да се насочиме кон поголема слобода на медиумите и медиумскиот простор во Македонија. Се вели дека се направени понатамошни подобрувања во областа на полициската соработка и борбата против организиран криминал и трговија со луѓе. Меѓутоа, во некои сектори напредокот останува бавен, ќе треба јасно во овие сектори да вложиме напори за да се подобриме и во однос на подобрување на инфраструктурата, капацитетот, стратешкото планирање, кои се потребни за целосно и ефикасно спроведување на политиките. Тука секако спаѓаат и миграциите и азилот. Забележува извештајот дека останува
се уште отсуството или впечатокот на независен надворешен надзор на полицијата и дека тоа во наредниот период треба да се реши. Во делот на фундаменталните права во голема мера сме усогласени со европските стандарди. Донесен е законот за спречување и заштита за дискриминација и навистина многу ме радува тоа што токму овој закон беше донесен во соработка со целата опозиција, парламентарното мнозинство, истовремено соработката во однос на конституирањето на Комисијата за заштита и дискриминација. Она што останува во однос на надлежност на владата е буџетот на оваа комисија. Во делот на буџетската расправа во декември добивме писмо од претседателката на Комисија за заштита за дискриминација, во која што алармираше дека за 3 пати дури е намален буџетот на оваа комисија и се надевам и во владата дека во наредниот период или со ребалансот ќе успее да одговори на потребите на комисијата. Во однос на процесот на Министерството за труд и социјална политика и она што во собранието исто така се случуваше, подобрување на статусот на жртвите на родово насилство, доколку тоа би можело да се каже така. Се забележува дека е постигнат важен напредок со спречување на и носење на закона за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство и исто така извештајот констатира дека ова беше законско решение кое што се донесе со меѓупартиска поддршка од сите политички партии. Тука ја гледам професорката Гордана која што знам дека ќе се обрати, меѓутоа беше една од иницијатурите каде што организиравме јавна расправа, уклучивме и граѓанскиот сектор и невладиниот и сите засигнати страни со цел навистина заедно со институциите и ние како пратеници за навистина да донесеме на законско решение кое што барем ќе се обиде да ја ублажи состојбата во однос на оваа проблематика и ме радува тоа исто така што е забележано во однос на извештајот. Се разбира дека жените остануваат како една од најранливите категории во делот на пандемијата и нивна интеграција и тоа секако се забележува во извештајот, но еве периодот кој што пристои има мотивација и сме охрабрени да продолжиме и понатака во делот на подобрување на оваа област. Во делот на постоење на функционална пазарна економија, како и капацитетот со кој што ние како држава се справуваме со конкуренцијскиот притисок и пазарните сили на Унијата, низ призмата на критериумот од Копенхаген, имаме варирање во делот на поглавјата, односно кластерот, например во финансиски услуги имаме некоја оцена 1, во предпријатие и индустријска политика имаме 2, во јавни напавки имаме 1, во слобода на движење за работниците имаме 0, односно не сме забележале никаков напредок, исто како и во политиката на конкуренција, извештајот забележува дека ние немаме напредок. Во економската и монетарната политика е забележано дека имаме напредок во делот. Во слободно движење, тука е 2, во слободно движење на стоки е 1. Извештајот, се извинувам, извештајот констатира дека и Македонија беше погодена од пандемијата како и целиот регион, како и Унијата, така и светот и дека секако влеговме во рецесија. Она што еве и деновиве го констатиравме, ќе треба да се потрудиме многу повеќе во делот на економските политики заради тоа што забележав дека и тука е евидентирано во извештајот дека нашиот јавен долг значително се зголемува и веќе тој праг од 60% го надминуваме. Мастришкиот, така да би требало ние навистина да внимаваме во наредниот период, а и фискалниот дефицит се зголеми за нешто повеќе од 8%. Во моментот се бориме со сериозна инфлација, која што ние тука во Македонија не сме имале дури ни во 90-тите, така ќе ви кажат повозрасните. Веќе сме близу 7%, 6,7% и ова е нешто за кој што ќе треба да се превземат значителни мерки во наредниот период, заради тоа што тоа по друга страна се одразува на реалноста, на квалитетот на живот на граѓаните. Како што кажа и амбасадорот,
и како што е констатирано во извештајот, значи во кластерот 2 за внатрешен пазар дефинитивно ќе мораме да се подобриме заради тоа што е исклучително значајно и за нас и за Европската Унија. Ќе се обидам да привршам имено во делот на критериумот од Копенхаген низ призма на извештајот, во делот на способноста да ги превзимеме обврските за членство, вклучувајќи ги и политичките и економските и монетарните цели на Унијата. Сметам дека во делот на политичките критериуми значајно е да споменам, како што е констатирано во извештајот, дека точно е дека имаме одредени различни размислувања во делот на креирањето на законските решенија, како тие пристигнуваат, кога пристигнуваат, квалитетот и така натака. Меѓутоа, затоа е собранието, тука е говорницата да задискутираме и добро е тоа што извештајот констатира дека опозицијските партии останаа активно вклучени во работата на собранието и дека во одредени случаи, секогаш кога се работеше за европската агенда и во делот на нашата реформска агенда, тие ги поддржуваме. Ние секогаш во делот на европската агенда, по зависност и од квалитетот на законите и доколку истото не значи злоупотреба на никоја процедура или европска знаменца, ќе продолжиме да ги поддржуваме, заради тоа што јасно е дека сите политички партии имаат јасен фокус во делот на европската интеграција. Она што е потребно ние како собрание во наредниот период е да зајакнеме улогата, како што и препорака во делот на извештајот. Треба да се фокусираме на препораките од ДОПСИ и ОДИХР и од Венецијанската комисија, заради тоа што во извештајниот период е забележано дека не сме ги спочитувале во целост препораките и во следниот период ќе треба и на тоа да поработиме. Она што го алармиравме на Комисијата за европски прашања, председателот често беше заморуван од процедурални забелешки во однос на европското знаме и негова злоупотреба. Апелиравме дека тоа ќе биде наведено во извештајот. Подпредседателот секако тоа го знаеше, заради тоа што и тој лично беше вице-премиер за европски прашања. Председателе, ова поведение ќе треба да го подобриме во наредниот период, како не би се повторило повторно она што е констатирано дека злоупотребата на европското знаменце беше забележана во европскиот извештај, односно во собранието, од кои што 159 закони, дури 79 беа донесени во скратена постапка, а само 67 во редовна. И тука се 13 ратификации. На крај, почитувана екселенција, почитуван амбасадор, почитувани представници и гости, почитуван вице-премиер, ќе завршам. Наверојатно како политичар кој што припаѓа на помладата генерација, меѓутоа секако верувам многу длабоко во европските вредности. Исто како што длабоко верувам и во Македонија, така велеше еден наш поранешен председател, господинот Борис Трајковски. Верувам дека како земја припаѓаме и споделуваме европски вредности. Впрочем, демохристијаните биле оние први кои што повикале на европско единство и потоа социјалистите ги поддржале. Така да исто верувам дека, односно во таа насока искрено верувам и посакувам дека час поскоро е потребно да се случи првата меѓувладина конференција со која што би ги отпочнале преговорите, затоа што припаѓаме со сета наша различност, сувереност, самостојност во делот во европското семејство и не само тоа, длабоко верувам дека таа конференција, меѓувладина конференција, навистина ќе се одрази многу позитивно и на самиот регион и ќе представува еден многу позитивен сигнал не само за граѓаните за Македонија, туку и за целиот регион и се разбира за Европската Унија. На самиот крај ќе го искористам присуството на подпредседателот господинот Маричич, бидејќи често говориме во делот на европска интеграција, човечкиот фактор, односно ресурсите се клучен елемент во тој дел. Подпредседателот, доколку постои можност, би сакале малку повеќе да слушнеме во делот на преговарачката структура, дали ние веќе ја имаме воспоставено, со кои предизвици, но и предности се соочуваме.
делумно сум запознаена, но би сакала да слушнам малце повеќе и колегите пратеници верувам ќе бидат заинтересирани во кој статус е во моментот преговорачката структура и низината подготвеност во делот на отпочнување на преговорите, бидејќи ние често го повторуваме тоа, но добро е да знаеме што треба и да подобриме, да зајакнеме, а и што треба да поддржиме. Ви благодарам многу.